никој нема да најде влада во Македонија што ќе може да му ги прифати. И дека ако тоа навистина му се позициите, не знам, веќе неколку пати нели се гледаме, се комуницира што ние, што преговарачи, ако навистина така планира, навистина е ситуацијата неразбирлива и во Европа не може да ја разбере. На средбата со ФУР денеска, што беше тоа, лидерска средба или ручек? Некој го вика лидерска средба, некој... Црвенковски го нарече лидерска средба, бидејќи му требаше нешто да нападне. Тоа е една покана од пред недела дена што имам од господинот Фуре за заеднички ручек со претседатели на неколку партии, во кој што тој не охрабри дека не треба да се разочараме од тоа што се случи во Брисел, дека треба да продолжиме со нашата борба за евроатлантски интеграции, односно во случајот за интеграција на Македонија во Европската унија, дека не е се загубено, дека имаме во наредните 6 месеци уште шанса, дека не треба меѓусебно да се препокуваме, туку да се фокусираме како да ја оствариме државната и национална цел. Што беше коректно од негова страна и со задоволство бев таму. И тој практично, предпоставувам, знаеше како што и се најавуваше дека што ќе се случи. Ќе се случи ова и предпоставувам и затоа превреме го закаже ручекот за да не охраби да испрати оваа порака. Дали европските земји знаат дека од нас се бара и промена на идентитет? Па сега се повеќе да знаат. Сега се повеќе, преходно не баш. Затоа што па они сосема за други работи се брифирани некогаш од страна на грците. Се манипулира тука. Што знаат они? Дека само сме тврди неќеме да го промениме. Тие што сме ги сретнале во овој период се знаат. Све сме кажале. Како реагираат они на се ова? Некој се смее, некој не може да поверува. Има ли некој што велат па не е проблем промена на идентитет? Why not? Ба не сум сретнал такви. Не сум сретнал. Тогаш на што се должи поддршката на Грција? Има некои што не се навлезени во проблематиката и поважно кажуваат, веднаш даваат некои предлози и идеи. Се случуваат такви ситуации. На некои им се на прв поглед ќе им се зачини лесно, па ќе почнат да им даваат идеи. Добро ќе ќе сватат после колку е длабок проблемот и колку е суштински, на крај сами ќе кажат. Извинете, ја на почеток мислев дека ова е едноставно, ама сега по разговорот што го направивме сваќам дека е многу посложено и многу подлабоко. И дека прво е тешко човек да го разбере, отколку ќе го разбере треба малку повеќе и време и енергија да се потроши за да се дојде до некоја квалитетна идеја. Така да има такви што на почеток ќе спомнат нешто така од незнаење, од неинформираност. Нели сме ние виновни заради тоа? Нели требаше со години наназад добро да ги избрифираме европските земји што од нас се бара? Па правиме се што можеме, Јанко. Не беа задоцнати малце овие кампањи и овие турнеи правење за лобирање? Сите дојден да ги информиравме, како што и најголемиот дел успеавме да ги информираме. На крајот Грција вика дека нема да дозволи. Тоа е тоа. Можеш буквално се да информираш, но на крајот правилото во Европска унија е еден ако е против, се запира работата. Инаку пред малце ти спомна дека не знам, јас сум ги изиритирал грците со аеродромот. И затоа сега станале потврди. Па ако биле 5 помеки што не го реши Црвенковски проблемот. 15 години беше на власт, можеше да го реши. Ни аеродром имаше, ни патишта, ни ништо. Па созреа сега проблемот, господин? Зошто созреа сега? Тој 15 години го влечи, имавме ембарго 2 години. Имавме затворена граница. Што посозреан може да има проблем ако ви стават ембарго. Сакате да кажете не може однијам да го реши тој проблем, а не можете никога да го решите. Ова е одроме тие работи, мислам, тоа е политиката страна на Грција. Чувствувате ли дека можете да го решите овој проблем, господин Неграевски? Се борам, Јанко, не можам да кажам ни дека чувствувам дека можам, ни дека не можам. Има ли шанса, има ли наговестување, има ли некоја тајна дипломатија, некои шарети дека може да попустат во нивните максималистички барања грците? Или остануваат на тоа, нели рековте ова прв пат да слушнеме од премиер во еден разговор од друг премиер дека они не можат да прифатат постоење на два македонски народа. Еден е македонскиот народ во Грција, а све што е надвор е друг народ и тој треба да се преименува и да нема никаква врска и историја и така натаму. Ова само да го потврдам. Ме интересира. Во Брисел, знам дека предолго и многу ги интересира, а вие немавте се уште ни брифинг со новинарите за да им објасните, па го ја користам оваа прилика на пошироката јавност да се слушне
се ова што можеме да дознаеме. Зошто некои земји дадоа поддршка на Македонија, а зошто некои не? Тука прашувам зошто Шпанија и Грција беа цврсто на страната на Грција, зошто Германија беше воздржана, зошто Бугарија не збуни. Добив информација дека Бугарија била исто така се држала на страна, а искача во весници изјава на бугарски политичари кои викаат ние ја поддрживме Македонија. Јанко, ново прашање ќе ми дозволиш да не одговорам, бидејќи Добро. Морам да ти обяснам зошто нема да одговорам, бидејќи кажувајќи која земја на наша страна била, која не била, ги ставам во непријатна ситуација тие што биле на наша. Затоа што тие па не сака да си ги нарушат до таа мера односите со Грција. За сега цел свет да пишува дека они биле за Македонија, биле против Грција и така натаму. А можеме ли да сватиме дека тоа е нивни антагонизам спрема Македонија? Ќе направам една мала штета. Војнина ќе се почувствуваат непријатно да не подржат. Ќе речат се ај кај ве подржуваме, пуште не бламирате на секаде дека сме против Грција и така натаму. Така да ради функцијата што ја носам, не сум во можност да ги коментирам тие работи, но се разбира, вака еден општ одговор ќе дадам дека во прашање се интереси, во прашање се одредени релации, во прашања се други државни работи. Господине Груевски, вие соработки разни во областа на одбраната и така натаму. Безбедноста. Господине Груевски, вие бевте овде како гостин пред пар години, пред новогодишно ваше обраќање имавме едно и кога ниеден новинар и медиумите многу не се занимаваа, тоа беше некои си добри 4-5 месеци пред Букурешт да се случи. Букурешт ни се случи, сакам една паралела Букурешт со ова што ни се случи, Фуеревика, не ги споредувајте, сосема се различни овие работи, мада ја не ги гледам, имам одбивање од двете страни, а вие рековте тогаш, кај мене во емисија, рековте дека ако се бара промена на името на Република Македонија, за да влеземе во НАТО, ја не се согласувам со тоа и останавте на тој став. Мислам, остана. Промена не, дали останавте или не навлегувам, но остана тоа така и ми се случи Букурешт. Ми интересира, дали Букурешт и ова одбивање во Брисел можеме исто да ги споредиме во таа тежина? Тоа беше денеска исто една од дискусиите. Една од дискусиите исто така беше и да нема евроскептицизам. Ја мислам дека нема евроскептицизам. Фуера апелираше до лидерите да внимаваат да не се создаде евроскептицизам во Македонија. Некои дури рекоа дека веќе го чувствуваат. Моето мислење е дека во Македонија, и тоа го кажав таму, дека во Македонија во овие денови после Брисел имаме практично разочараност од тоа што се случи во Брисел. Огромна. Имаме... Ја ќе ви кажам спрема граѓаните со кои контактирам секој вечер. Имаме чувство на неправда. Тоа не е евроскептицизам. Но во секој случај лично мислам и дека нема ни да се развие до таа мера евроскептицизам. Са можеби некои индивидуи ќе се разочараат до таа мера што не знам ќе предадат во евроскептици, но генерално не е ситуацијата таква. Тоа беше едната тема и втората тема беше мислам дека Јован Манасиевски го отвори прашањето и праша отворено дали е точно дека како гледаме на ова со Букурешт. Споредбата. Јас мислам и овде ќе употребам на работа што ја кажа пред малце околу формата и суштината. Формата меѓу Букурешт и Брисел е различна. Таму имавме јасен заклучок во кој што се кажува, кратко кажано, парафразирано, договорете се за тој проблемот, па потоа ќе влезете во НАТО, односно ќе ја добиете поканата. Но, дека Македонија направила се и дека е спремна да влезе во НАТО. Тоа не го повторам, 1000 пати е повторено, дека реформите се исполнети, модернизацијата е направена, условите, бенчмаркови, тоа го кажа сега и во Европска унија. Значи, имавме извештај на 14 декември со кој што добивме позитивно мислење и препорака за почеток на преговори со обзир дека земјата направи прогрес, напредок, исполни бенчмарковите, реформите. Значи да не беше прашањето со имево, ние веќе ќе имавме датум за преговори, така? Да не беше прашањето со името, со сигурност немаше да биде тема дали ќе добиеме датум. Значи не можеме да збориме дека земјава нешто заостанува